Поради корона пандемијата неизвестно е одржувањето на светското првенство во змајарство кое што во јули требаше да се одржи во Крушево и на кое се очекуваше да присуствуваат од 2 до 3.000 луѓе од 50 на држави од светот. Пријавувањето е во тек, но се ќе се знае од тоа како ќе тече процесот на вакцинација на светско ниво и од тоа дали ќе има нов бран. Поради ова веќе биле откажани неколку други меѓународни параглайдинг надпревари во Крушево. Оваа година општината ќе се фокусирала на привлекување на домашните туристи. Со тоа што повеќе луѓе, стотина луѓе се вакцинираа со вакцините, очекувам наредниот период до месец август сите да бидат, односно 60% од населението да биде вакцинирано. Со тоа ние како општина продолжуваме со одржување и одвивање на настаните, манифестациите, спортските надпревари, затоа што Крушево на некој начин е побезбедно од другите градови. Има што да се види, што да се посети, а сето тоа да биде безбедно и нормално по протоколи. Инаку ситуацијата со COVID-19 во Крушево веќе се подобрувала. До сега во Крушево се вакцинирале 100 луѓе, а до среда требало да се вакцинираат уште 100. Оние со лесна клиничка слика се лекувале во дневната болница во здравствениот дом. Во моментот имаме 20 активни, сите се во добра општа состојба, сите ги лекуваме тука. Кај оние што се постари, непокретни, одиме во домашни услови. Лекувањето и услугата е на ниво. Заинтересираноста пак и крушевчани за вакцинација, особено кај постарата генерација, е голема. Живот значи вакцинирањето. Без вакцина ми се чини дека нема победа на пандемијава. То треба сите да го разбериме. Ако сакаме еден ден да живееме онака како што живеевме пред една година. Зошто за здравје, за да бидам здрава. Оти имам 300 болести, уште тоа ми фали. Треба сите да се вакцинираме. Спасот на човештвото е во вакцинирањето. Друг излез нема. Лани пандемијата зададе огромен удар врз онака кревката економија во Крушево, која што се потпира најмногу на туризмот. Како ќе биде оваа година и дали странците ќе се вратат тука, останува да се види во наредниот период.